Не постои повлијателен и попознат форум на кој се дебатираат глобалните текови и нивното влијание врз светските случувања од оној пред кооперација. Таму будно се следат дури и најновите технолошки достигнувања и низ профилирана дискусија се изведуваат заклучоци од кои се согледува клучниот проблем која предизвика пандемијата. Ставија у Скопје G5 антената, 5G тие како ја викат, 5 giga. Ставија у Куманово 5 giga, гледаш почнаа да мреат народо. Тоа Г-то да го нема, порно ќе биде. Тоа G од секогаш било проблем, особено по наоѓањето на неговата местоположба. Некои што знаат каде е, сметаат дека треба задолжително да се чепне, оти само така може да се обезбеди пошироко заемно чувство на кејф, особено кога се кризни времења. Владата не смее да остави финансиски мукници и столбови неначнати во оваа смисла, таа бега од диалог со банките и притисок кон банките, кои се организации кои се единствено профитабилни као цркви и џамии во пустиња, работат во еден источен предел кој што има костури во песокот, како што сме ние сега, тие работат како катедрали. Прашањето на тврд или мек пристап и преземањето радикални мерки за откривање на точката на општо прифатено задоволство неизбежно мотивира различни толкувања за нивото на демократија, чие респектирање е особено важно во вакви услови. Оттаму презентацијата на нови докази јасно ја открива новата дефиниција за репресија. Мислам дека чекориме кон тоталитаризам. Едно е да објасните вие со Комисија за заразни болести на луѓето дека треба да останат дома, дека треба да имат хигиена, друго е да ги затворите со сила и да ги казнувате со по 2000 евра. Пензионерите да им дадете 2 часа, а на тие што чуваат кучиња да им дадете не знам колку пати да излегуваат додатно. Оправданата неправда наместо тоталитаризам честопати се толкува и како грижливост, оти не може баш секој да направи јасна дистинкција. Особено оние кои биле погодени и од заразата, ама и од лажната вест која им предизвикала дополнително расстройство, па не успеваат да прецизираат за каков сој станува збор. Малку бев вознемирен, многу. Не знам дали има некои, дали се тоа луѓе или се суштества или не знам како да ги наречам више. И на крајот за тоа кога навистина веќе не постои адекватен јазик кој би допрел до таа точка која безобразно јасно го изразува своето самоволие. Имате изјава од техничкиот премиер кој што смета дека граѓаните ќе треба да и можат да се причестуваат со едно лажиче. Сега ние сме конкретно во изолација. кажа дека државата не може да ги затвори црквите и а може кафаните и верските објекти. Значи, а кафаните ако се регистрираат како верска заедница на пример? Наместо мудри чувари на здравието, душата и верата на оние што ги пречекуваат, тие долеваат како да се несовесни меанџии, не баре храмовите се кафеани, кои ќе се затворат ако немаат гости. Социјалната дистанца не претпоставува никакво отуѓување од Бога, туку од оние кои имаат регистрација на објект во кој настапуваат и организираат приеми во негово име.